Власта и опозицијата во клинч на пленарната седница, каде втор ден на дневен ред е предлог законот за употреба на јазиците. За пратениците на ВМРО ДПМН предложените измени се политичка игра на дуи за собирање гласови пред изборите. Ова е класична политичка битка, класичен политички маркетинг, кој што треба да ги покрие тоа што господјата Теута Арифи не изгради ниту една улица во Тетово во незиниот мандат, освен две улици, од која што една води до незиниот до незин имот, до имот на незиното семејство. За СДСМ пак тезите на опозицијата имаат за цел да предизвикаат меѓуетнички тензии. Барањата за широка дебата, како што рече пратеникот Петре Шилегов, се лицемерни и ги потсети пратениците како беше донесен законот за употреба на јазиците во 2008 година. Овој закон првично добива виделина во 2008 година. Од сегашните најголеми напаѓачи на концептот. Во 2011 година се носи пред формирање на владата на Република Македонија. Овде, шверцерски, по скратена постапка, без присуство на јавност, без дебати, без ману, без институт за македонски јазик. На обвинувањата на опозицијата со директна порака се јави и пратеникот Бранко Маноиловски од ДУИ. Тој ги повика своите колеги да престанат со ширење национална омраза и да се однесуваат одговорно. Јас стално мислев во главата дека во оваа сала се друга врста на луѓе. Многу сум разочаран. Подобро ми беше со овчарите кои седе во село. Беа логични. Секој збор го велеа на своје место. А вие зборувате, може да речем слободно, без везе. Во меѓувреме ВМРО ДПМН испрати отворено писмо до спикерот Ала Џафери во кое ги посочуваат деловничките одредби за кои тврдат дека биле прекршени при постапката на овој предлог закон. Бидејќи овој закон не е во согласност со одредбите од деловникот, вие сте должен пред да го доставите до пратениците во рок од 15 дена да побарате од предлагачот да ги отстрани сите недостатоци и да го согласи согласно деловникот. А доколку предлагачот не го дополни предлогот на законот во рок од 15 дена, се смета дека предлогот на законот не е поднесен. Пишува во писмото. Денеска беше втор ден од расправата по предлог законот на пленарната седница. Вчерашниот ден пратениците од ВМРО ДПМН го потрошија во процедурални забелешки, укажувајќи на постапките кои според нив биле прекршени. Доколку предлогот биде подржан на пленарна седница, ќе премине во втора фаза од законодавната постапка, кога може да се поднесат и амандмани. Опозицијата веќе најави дека ќе го оспори законот пред Уставниот суд доколку не претрпи измени.